Средношколците од Струмичкото стручно училиште Никола Карев ќе учат за енергетска ефикасност за да се конкурентни на пазарот на трудот. Граѓанската организација Go Green, која што ќе го спроведува едукативниот проект низ повеќе општини во државата, смета дека во земјата има градежна експанзија, но нема квалификувана работна сила која би ги реализирала стандардите за енергетска ефикасност, пропишани во правилникот за енергетски карактеристики на зградите и е предуслов за имплементирање на Европската директива за енергетска ефикасност. Поради тоа, од септември учениците во стручните училишта ќе можат да посетуваат факултативни часови за да се стекнат со потребните знаења, кои што се високо ценети при нивните идни вработувања. Дефинитивно ги прави поатрактивни, но и тие вештини што ги стекнуваат они како средни стручни профили, тоа се едни животни вештини кои што ги носат со себе. Значи тие луѓе кои што имаат фат на некој начин, кои што работат со конкретна работа, таа една вештина е еден мајсторлук, да го кажам, едно занечиство, можеби што замира кај нас, а потребата е многу голема и тие вештини што ги стекнуваат како мајстори остануваат со нив каде и да се во било кој период од животот. Значи има една додадена вредност, таа една средна стручна струка која што се надам дека и родителите ќе го слушнат тоа, кои што треба да ги запишат своите до основци што ќе завршат на средни стручни, се надам дека ќе одбере стручната струка поради тоа што има огромна побарувачка на пазарот на трудот и тоа е еден начин на размислување и начин на живење. Факултативни предавања за енергетска ефикасност и порано се одржувале во училиштето Никола Карев. Професорите сметаат дека е потребна промена и во образовната програма за средните стручни училишта, со што ваквите часови ќе влезат во редовното образование. Во четврта година имавме факултативен предмет енергетска ефикасност, кој што веќе 2 години го спроведуваме и сега беше целта да го воведеме и во трета година, кај што ќе имаат прилика и 4-годишното и 3-годишното образование да се вклучат во тој образовен процес. Не е само желба, значи изучувањето на енергетската ефикасност, туку е нужност и потреба. Нашата држава е подписник на договорите од Киото 2002 година, ЕУ 2020, каде што мора да се направат измени во потрошувачката енергија, во емисијата на штетните гасови. Со неисполнувањето на тие конвенции следуваат казнени пенали за државата, кои што ќе се одрази на сите нас како општество. Поради тоа е нужноста за поведување на ваква настава во училиштето со запознавање на учениците со енергетската ефикасност и спроведување на истата за исполнување на тие договори. Проектот за јакнување на образовните процеси за успешна имплементација на ЕУ 2020 проектот за клима и енергија е финансиран од Европската унија. Партнери на Go Green во Струмица се здруженијата Планетум и Новус.